Денес се навршуваат 58 години од оној историски 12 април 1961 година, кога Советскиот сојуз од космодромот Байконур во Казахстан го лансираше првиот вселенски брод Восток-1, со што советскиот космонаут Јури Александрович Гагарин стана првиот човек во Вселената. Неговиот 108-минутен лет околу земјината орбита и до ден денес представува еден од најголемите историски настани во светот. Споменот за големиот космонаут го чува и Струмица, преку оваа биста на Јури Гагарин, дело на познатиот руски скулптор, академик Григорий Потоцки, кој е автор и на споменикот посветен на трагично загинатиот македонски председател Борис Трајковски, како и на спомен обележието на жртвите во пожарот на Струмичкиот рид. Бистата на Јури Гагарин, која веќе 7 години го краси овој дел од Струмица, е само еден од многуте докази за доброто пријателство и соработка помеѓу амбасадата на Руската Федерација и општина Струмица. Се надевам дека таа соработка ќе негуваме и унапредуваме и во иднина. Нека е вековит споменот за Јури Гагарин и за денешниот историски ден. Ви благодарам. Пред се би сакал да се изразам благодарност до сите вас, кои дојдовте денес за да го прославите со нас денот на космонавтиката, што е значаен датум посветен на првиот лет на човекот во Вселената, и да чувствувате во свечаната церемонија пред првиот споменик на Јури Гагарин во Северна Македонија, отворен уште во 2012 година. На иницијатива на Русија на 7 април 2011 година, на специјален состанок на Генералното собрание на ООН, беше усвоена резолуција која официјално го прогласи 12 април за меѓународен ден на летот на човекот во Вселената. Точно пред 58 години, токму затоа, патем речено, на крајот на церемонијата ќе ги пуштиме во небото 58 балони во боите на руското знаме, советскиот космонаут Јури Гагарин на вселенскиот брод Восток-1 за прв пат во светот ја надлетал земјата околу нејзината орбита, што траело 108 минути. Тешко е да се прецени значењето на овој настан за целото човештво. Подвигот на Јури Гагарин не беше само моќен продир во истражувањето на Вселената, туку и олицетворение на херојството и самопрегорот на рускиот народ. Летот на Восток означи нова ера во историјата на цивилизацијата, го потврди извонредниот придонес на нашата земја кон светскиот напредок. До ден денес, истражувањето и освојувањето на вселенскиот простор, користењето на можностите кои се отвараат во интерес на економијата и социјалната сфера, остануваат најважни приоритети на технолошкиот пробив на Русија. Од 1961 година до сега 122 наши космонаути учествуваа во орбитални летови. Од 2018 година Русија изврши 17 орбитални лансирања. Сега на орбитата е тимот на 59-та долгорочна мисија на меѓународната вселенска станица, која вклучува и двајца руси, Алексеј Овчин и Олег Кононенко, тројца американци, Меклайн и Шарлот, Тайлер Николас Хайк и Кристина Хамак Кук, и канаѓанецот Дејвид Сенџако. Планираме градење на орбитална групација на вселенски летала за социоекономски и научни цели, вклучително и за спроведување на подлабоко истражување на месечината, учествува во мисии во рамките на меѓународната соработка за истражување на Марс, Венера, Меркур и Сонцето. Главниот приоритет на руската вселенска програма останува зачувување на постојниот безбедносен систем во Вселената. Русија, како и досега, смета за неопходно да се обезбеди мирно користење на вселенскиот простор и се провитиви на нејзината милитаризација. Клучната улога во ова насока имаат напорите на Русија и на Кина за склучување договори за забрана на милитаризација на Вселената. Нашата земја е отворена за соработка во вселенската индустрија со сите заинтересирани земји.
со цел да се постигне глобален научен и технички напредок. Ваше учеството овде денес укажува на вистински интерес за космонаутиката од страна на македонските граѓани. Уште еднаш би сакал да ви го честитам на сите присутни овој празник, посветен на светскиот символ на извонредни човечки дострели и достигнувања на јунакот Јури Гагарин. Ви благодариме за вниманието.